Само 3 општини од вкупно 9 во Полошкиот регион издвојуваат средства од годишниот буџет за третирање и изгрижување на бездомни кучиња, но и тие многу брзо се трошат поради големиот број на овие животни, па повторно се актуализира проблемот. Улиците во Тетово пак се полни со кучиња скитници откако пред еден месец заврши тендерот за нивно згрижување, а со тоа и предвидените пари за оваа година. Ете им ставаат чипови, дајде, тоа е во ред. Меѓутоа, бројноста е голема, има и кучиња нечипирани, нема контрола кој каде се движи. Па на свака улица, на свако место има кучиња, не треба да биде така кучиња, тоа е нешто некој болест, гадно се изгледа градот и све. Треба да се чисти тоа. Па свегде има во село, во град. Поготово горе на кај гробиштата е многу критично. Не можеш да идеш ни на гробишта, ни после 11 сат, год се делчев улицава, е тоа катастрофа. Рами Селмани од ветеринарната амбуланта која има склучено договор со локалните самоуправи за третман на бездомни кучиња, вели дека е потребен континуиран ангажман за да има ефект нивната работа, но и истовремено процесот да се спроведува на ниво на држава. Моментално во државата е состојбата многу лошо, зашто ние мисливме дека ќе биде подобро и работиме на тоа страна да биде подобро, ама реалноста не е баш ние како го мисливме, зашто во државата треба да почнат или комплет државно. Нашите барање е да биде ова е работа од владата на Република Македонија, да се делат на сите општини исто. И тогаш ќе има успех ова работа. Селмани вели дека овој месец се ангажирани во Теарце, која е првата рурална општина која започна со третирање на бездомните кучиња, зашто издвоила 1.300.000 денари. Општина Гостивар пак за таа намена обезбедила 1.500.000, додека Тетовската општина 1 милион денари. Се претпоставува дека во една општина просечно има по 700 кучиња. За третман на едно потребни се околу 9.000 денари.